На какви се видови говор на омраза до сега си бил изложен? Па скоро на сите оние видови на говор на омраза што ги поврзува со некакви мои припадности или мои идентитети. Пред се мислам дека говорот на омраза насочен према мене е производ на политичката омраза према моите некои политички активности, да ги наречам јавни. Но најчесто кога се служат со тој говор на омраза, се служат и со некои други идентитети, дали вистински или измислени или без разлика какви. Најчесто тоа е етничката припадност, нели? Поврзување со одредена етничка припадност, поврзување со религиски припадности, поврзување со сексуалната определба и поразлични мети на особено оние кои што се оставени на маргините на општеството. Сум приметил дека кога се служат со говорот на омраза против мене, најчесто ја користат сексуалната ориентација како главен удар врз тоа. Како лично се справуваш со говорот на омраза, посебно на Facebook? Зависи. Најчесто пробувам, мислам дека сите ние луѓе кои што сме жртви на говор на омраза во оваа декада на лудо живење, каде што говорот на омраза преовладува, си наоѓаме некои наши собствени механизми како да се справуваме со тоа и тоа да ни биде единствен начин како би можеле да ја преживееме сета таа тортура. Јас лично се справувам преку хуморот и преку сарказмот и се служам со нив, пробувајќи истиот тој говор на омраза према мене да го искористам на некој саркастичен начин, така што би го исмеал не само говорот на омраза према мене, туку општо таквиот акт. Дали си имал и некаква постапка конкретно против одредени акти на говор на омраза кои што ја пречекориле таа црвена линија? Говор на омраза према мене имаше во повеќе медиуми блиски до актуелниот режим, нели? Јас лично до сега не сум покренал никаква постапка, бидејќи не верувам во институциите на системов. Тоа би го сторил можеби во иднина со некои други институции кои ќе бидат ослободени од режимот. Последново нешто, Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници покрена жалби за говорот на омраза спрема мене од порталите Инфомакс и Журнал. Жалби кои што беа прифатени како основани од Советот за етика во медиумите и исто така Советот за етика во медиумите го осуди тој говор на омраза и побара Инфомакс и Журнал да се извинат јавно, нешто што досега не го сториле, но ќе почекаме. Што би им порачал лично на хејтерите кои што те таргетираат по сите основи можни? Ова е малку тешко. Не знам навистина што би им порачал. Мислам дека тие што ме таргетираат во некаква јавна сфера, пример медиумите, дека тоа го прават со некаков интерес, но мислам дека често по тоа потклекнуваат и она обичните луѓе и се служат со тој говор на омраза. Ништо би им порачал да се освестат малку повеќе и да погледнат малку пошироко околу себе. И има ли чаре за ова напаст, говорот на омраза? Кој е најдобро чаре според тебе? Треба да се игнорираат или треба да се бориме против нив? Јас сметам дека на никој начин не треба да се игнорира. Ја токму тоа го правам и најмалиот, најнезабележливиот говор на омраза према мене што ќе се појави, јас го користам со моите методи на сарказам или иронија или нешто слично, за да укажам дека тоа постои тука и на некој начин да се бориме против тоа.